Дали по таа логика, бидејќи го избираме председател со 40%, тој е нелегитимен? Или дали по таа логика, бидејќи за пратениците нема цензус и можеме да ги избереме со 20% излезност и со 30% излезност, а формално имаат право и да ја сменат Македонија во уставна монархија. Дали значи дека и тие немаат легитимитет? Но ги избираме со повеќе од 65% излезност. Ама тоа не е запишано во закон. Тоа не е задолжителен услов. Македонија во својот законски избор за референдум се одбрала еден модел различен, мислам, еден од моделите на светските искуства за референдуми. Например, во светските искуства постојат референдуми пропишани со повеќе избори, кај што не е само прашањето да не. Македонија избрала дека возможно да се организираат референдуми само со да не прашања. Цензусот го поставила на 51 на 50% плюс 1, повеќе од половина од гласачите. И во таа смисла, решението кое сме го избрале законско, повеќе наликува на референдумско изјаснување за прашања на кои треба да се надгласа, некаква претходна одлука на избрани пратеници, како што беше тоа случај во Законот за територијалната организација. Имаше донесено Закон за територијална организација, се сметаше дека електоратот не е задоволен и потоа беше потребна некаква дополнителна проверка на тоа. Во ваков случај како што е запишан, тврдам дека не е правилно применлив на прашањето за договорот за Грција. Но зошто еве дозволете да полемизираме? СДСМ на изборите рече дека ќе се обиде да ги придвижи процесите за ЕУ и за НАТО, дека ќе се обиде да го решава прашањето за името, но не кажа на каков начин ќе го направи тоа. Например, не кажа дека е подготвена на промена на уставното име. Сега, нели е тоа доволен повод сепак ова решение да се стави на изјаснување на граѓаните и да се организира референдум на кој што очекувањата се да излезат повеќе од половината гласачи. Се тоа е во ред до очекувањата дека треба да излезат повеќе од 50% од гласачите, затоа што тоа не е демократски стандард за секаков референдум. Дозволете да ви објаснам. Македонија ги дели референдумите на консултативен и задолжителен. Тие се делат по произведувањето на правно дејство. Консултативниот референдум без оглед на исходот не произведува задолжително правно дејство, задолжителниот референдум по закон произведува веднаш задолжително правно дејство. И за двата законот пропишува излезност повеќе од половината. За двата законот вели дека за технички да се сметат референдумот за успешен, потребно да има над 50% излезност. Да го погледнеме задолжителниот референдум за кој и опозицијата и сите велиме дека е подобро решение бидејќи произвел правно дејство. Референдумот не е само анкета. Тој произведува правно дејство и на тој двете страни треба да имаат подеднаква шанса да го спроведат своето мислење. Задолжителниот референдум дозволува еднаквост помеѓу недостигнат цензус и мнозинство против. Ги едначи тие. И така оние кои се противници на договорот имаат двојно повеќе шанси да успеат на референдумот, одошто оние кои се поддржувачи на договорот и покрај тоа што овие што се поддржувачи на договорот можеби се мнозинство. Со бојкот значи? Тоа значи дека ВМРО-ДПМН или противниците на договорот, кои можеби се малцинство во Македонија, со едноставен технички бојкот можат да изиграат волјата на мнозинството заради вака поставениот референдум. Нели мислите дека е тоа малку нефер?